Почитувани дами и господа, ваши ексцеленции, почитувани колеги. Представува особена чест да ја поздравам во името на Министерството за вътрешни работи на Република Македонија и да ви изразам благодарност за вашето присуство на оваа конференција, што е уште еден доказ за нашето партнерство, пријателство и поддршка што ни ја давате на патот во изградба на безбедно, функционално и стабилно општество. Исполнувањето на светските стандарди во полициското работење представуваат успешна борба против сите видови на криминал, но и почитување на човековите права и слободи, што е императив во нашата работа. Потока произведуваат и нашите заложби за интеграција во НАТО и Европската унија, членство кое треба да се заслужи. Реформите во безбедносниот систем и идните планирани активности во оваа сфера барат исклучителна посветеност од наша страна, но и поддршка од меѓународната заедница, која секогаш ни е добродошла. Нашиот досегашен партнерски однос на меѓународен план недвосмислено покажа дека имаме човечки капацитет целосно да се носиме со сите појавни форми на така наречениот модерен криминал, од транснационалниот организиран криминал, па се до миграцијските движења кои го зафатија регионот. Дозволете ми да потенцирам. Сите реформски запад во информатичка смисла, во обновувањето на материјално-техничките средства, едукацијата, тренингот на полициските службеници во Министерството за вътрешни работи и Бюрото за јавна безбедност и правиме со единствена цел. Подобрување на безбедноста на граѓаните во Република Македонија и изградба на праведно општество кој ќе биде гарант за стабилноста и заштитата на сите што живеат и престојуваат во државата. Тоа е општество што ќе не води напред и кој ќе биде посакуван партнер на Европската унија и НАТО. Сето ова на некој начин е плод во изградба на просперитетна и економски постабилна Република Македонија, затоа што токму безбедноста на државата е прв предуслов за економски развој, заштита на инвестициите, гарант на безбедноста на капиталот и владењето на правото. Следејќи стратегија за развој на полицијата 2016-2020 година преземени се бројни чекови согласно зацртаните акцијски планови и врз основа на извршените анализи континуираме и плански се преземаат активности за напредување, ефикасно и рационално искористување на сите расположиви ресурси и заеднување на капацитетите на полициските служби. Служените безбедност се состои моменталните политички настани од една страна, ризиците од тероризмот како моментална асиметрична заќа, мигрантската криза како глобален предизвик и проблем, како и заканите организирана и сериозен криминал од друга страна, сами по себе наметнуваат потреба од дополнителни ангажмани на полициските сили. Анализите покажуваат дека Бюрото се соочува со дефицит на материјално-технички средства и ограничен финансиски буџет, а на ковидот се јавуваат и дополнителни недостатоци во поглед на застарените информатички решенија и опрема, која е неопходна за успешна работа на полицијата. Предвидениот професионален развој и модернизацијата на полицијата не ја наметнува потребата за изнаоѓање и обезбедување на дополнителни средства и финансии од други извори, како што се донации од нашите партнери. Почитувани присутни, сакам да изразам голема благодарност за досегашната соработка и дадената поддршка за реализација на проектите кои беа финансирани од ваша страна, а кои секако во голема мера придонеса за досегашното полициско работење. Македонската полиција и во иднина останува равноправен партнер во борбата против меѓународниот криминал, размената на информации и заедничките операции.
денешната конференција ќе биде соодветен придонес